Почитувани представници на електронските и пишани медиуми. Владата и Филипче немаат никаква контрола врз здравствената криза во Македонија. Македонија е помеѓу првите 5 земји во Европа по смртноста од COVID-19, а вчерашниот ден Филипче и Заев по потрошија на сликање пред комбе од приватна донација. Секоја донација секогаш е добре дојдена, но кога се наоколу е хаос, тогаш недозволив е пиар. Го повикувам министерот за здравство Филипче да го посети овој објект позади мене, објектот на прва помош во Струмица, за да се видат катастрофалните услови во кои се пружи прва помош. Чиста руина. Да го направи тоа со медиуми и да каже што ќе направи и кога ќе го направи. Ова сликање вчера и трошење цел ден додека луѓе умираат беше само пиар стратегија, бидејќи оваа донација никогаш немаше да се случи ако директорот на Струмичката болница панично не побараше помош од граѓаните. Уште полицемерно е тоа што во ребалансот ни го одбивте амандманот да се набават амбулантни возила за Струмица. Инаку болнички возила недостасуваат из цела Македонија, затоа што 4 години не успеавте да набавите ниту едно болничко возило. Почитувани, бидејќи Филипче престана со секојдневните пресконференции, треба да одговори. До кога пациентите во јавното здравство ќе имаат различен третман со оние кои што се лекуваат во приватните болници? Нека одговори. Колку пациенти до денес починале во јавните здравствени установи, а колку во приватните? Треба ли само богатите да имаат можност да преживеат? Во Македонија на големо пациентите купуваат лекови на своја рака, сами се снаоѓаат, а власта се уште не кажува зошто терапијата што функционира и вродува со плод во приватните болници не се применува и во државното здравство. Голем проблем е и бројот на тестови. Апелираме драстично да се зголеми тестирањето. Не смее тоа да е луксус и повторно само за оние кои можат да си дозволат 4000 денари за да можат да се тестираат. Министер Филипче, колку денови се чека за термин за некој да се тестира, а се разбира при тоа да не е функционер на СДС? Се носеа измени во Законот за здравствена заштита и тоа за мерки наменети за дисциплина на граѓаните, но она што е неопходно е и носење на измена со која ќе се овозможи под еднакви услови на секој што има потреба да се овозможи итен тест. И тоа истиот ден. Бидејќи повеќе не очекуваме ниту ваша реакција, ниту одговори, очекуваме ваша оставка.